Како да ги заштитиме милениците од топлотниот бран кој што ја зафати нашата земја, меѓутоа и каква храна треба да им понудиме. Совети бараме утрово од ветеринарот Воислав Димитровски. Добро утро. Добро утро. Како сте? Одлично, добро недел. Поздрав до вашите гледачи, поздрав до Ване кој што е наистина голем љубител на животни. Така е. Како да ги заштитиме нашите миленици од овој топлотен бран кој што ја зафати нашата земја и дали ова е вистинско време за првата прошетка на отворено? Топлотниот бран си доаѓа секое лето и ние секогаш кога се грижиме за милениците треба да знаеме дека кога на нас не ни е пријатно, реално и на нив не им е пријатно. Ова време е одлично време за да се завршува веќе утринската прошетка. Треба да станеме малце порано, да си ги прочитаме кутренцата или на животните што ги имаме, да се наранат, да им се даде храна, вода. Многу е важно да се даде вода. Кога ќе се шетаат кучињата, многу е важно да се шетаат по сенка, да се шетаат на места каде што е, како што сме сега, паркче да речеме, каде што има тревна површина, каде што има земја. Причината поготово станува збор за повозрасни кучиња, треба навистина многу да се пазиме. Кај кучиња кои што се такат подебелки, а знаеме дека во домашни услови знаеме малце така да гарбарито да им го големиме, да, посебно во зимскиот период. И многу е важно за оваква расите на кучиња кои што се со спескана муцка, кои што имаат потешка да речеме вдишување и издишување на воздухот. Многу е важно и ниските кучи. Значи тие се многу е важно да ги шетаме по зелени површини или по сенка. Зашто? Затоа што ние знаеме кога одиме по асфалт, по тротоари, колку нас реално ни рефлектира и колку го осеќаме тој момент на рефлексија од асфалтот на сонцето, на жештината. Сметете да ја ставите главата на 20-30 см од земја, видите тој топлотен удар повратен да речеме, колку ќе ви биде тежок. Точно заради тоа, на таков начин ќе превенираме, не дај Боже, појава на топлотен удар, која што е многу сериозна состојба и навистина треба многу да внимаваме да не влеземе во таква ситуација. Што се однесува до храната? Што треба да јадат кучињата во овој период? Гледаме тука еден сат, ова е сат за вода. Да. Значи, задолжително кучињата треба да дадат неколку пати на ден, да малце да им го олесниме периодот на абсорбирање на храната, на варење на храната, затоа што нормално и они кога ќе се најдат на нив им е тешко, а сега е жешко време и навистина ќе им биде малце потешко. Убаво е да се хранат 2 до 3 пати на ден, а храната која што им ја даваме да е нормалната храна, да е балансирана храна и многу е важно да не се претерува со храната, за да не го зголемиме телесната маса на кучињата, реално ако немаат потреба, затоа што секој килограм плюс на нив им значи многу повеќе во регулација на температурата. Треба да знаеме дека кучињата, за разлика од нас луѓето кои што регулираме температурата и преку кожа и преку дишење, и тие единствен начин на кој што ја регулираат температурата е преку вдишување и издишување, точно заради тоа нели кучињата ги гледаме дека цело време дишат, поготово летно време се као калорифери ги викаме, зашто цело време само дишат. Значи така ја регулираат температурата и многу е кога шетаме првите знаци на дехидратација, евентуално влегување во фаза на сончев удар и така натаму, се сув нос, сув јазик, хипервентилација, значи да знаеме веќе кучето кога ќе дојде во таква фаза, ние задолжително ќе мора да се повлечеме во сенка, ќе мора да го одмориме кучето. Многу е важно во таква ситуација да не се наквасува кучето или да не му се дава екстремно ладна вода. Затоа што на таков начин ние ништо добро нема да му направиме, туку ќе му направиме дури и лошо, затоа што кога ќе го полиеме со екстремно ладна вода или кога ќе се напие екстремно ладна вода, крвните садови има тенденција да се стеснат. Во таков случај, наместо кучето да хипервентилира и да се ослободува температура, тоа всушност ја чува внатре температурата и може полошо да биде. Затоа треба собна температура вода, да речеме од фонтана и така натаму, може да се обложи кучето со топла крпа, со влажна крпа, на таков начин ќе му помогнеме да намали температурата. За кучињата кои што се долговлакнести, за кучињата кои што им е реално потребен груминг заради нашата селекција, тие кучиња се во таква состојба, задолжително летно време треба да бидат правилно шишани. Не мора да имаат најдобрата фризура на светот и така натаму, ама ако е бишон, ако е малтезер, ако е шнауцер и така натаму, да не ги оставиме да бидат долговлакнести, туку треба да бидат кратковлакнести. Треба нормално да пазиме, па да не ги шишаме до гола кожа, за да не им се изгори кожичката на кученцата. Има и препарати за таа работа, ако сакате да продолжиме за на плажа, што треба да правиме со обично таков тип. Да, може да го споминеме, да, и период кога ги носиме нашите домашни
миленици на плажа, како тогаш да ги заштитиме од топлиот бран? Обично семејствата кои што имаат помали кученца знаат да ги однесат кучињата на плажа. Треба прво пред да отидеме на одмор да знаеме дали сакаме да го земеме кучето со нас или не. Кога ќе решиме дека сакаме да го земеме кучето со нас, прво треба да се информираме сите работи што треба да ги извршиме за тоа кучето да дојде со нас на одмор. А второ, треба и кога што ќе резервираме да биде pet friendly, затоа што се случува некогаш да не се сетиме на тој момент, па кога ќе стигнеме таму, па собственикот да не ги пушти и после почнува од одмор станува нешто различно од одмор. Точно заради тоа треба прво да се види дали е pet friendly местото, од тука натаму ако се оди надвор од државата задолжително треба да се извади сертификат за здравствена состојба и пасошот треба да биде чипирано, вакцинирано и така натаму за кучето да излезе и веќе кога ќе стигнеме на плажа, задолжително кучето значи во сенка, ако се бања во море, после тоа задолжително треба да се исплакне. Многу е важно после бањање да се исуши кучето, затоа што ако остане влажна кожата и тој првиот слој, да речеме, помеѓу влакната и кожата, може да се јават определени кожни болести, се викаат хотспот, потоа е малце по-продолжително лекувањето, точно од застојување на влага на конкретното место. Ке се согласиш со мене, многу често гледаме како им се дава сладолед и на домашни миленици. Да. Значи нема никаков проблем да се дава сладолед на домашни миленици, сега треба да внимаваме да не е премногу благ шеќер и така натаму. Дури има и специјален триц или може дома да си направите мраз со некаков трит внатре или некакво вкусување на тие дали коцка ќе биде, дали топка, кугличка и така натаму, со цел да кога ќе излеземе веќе негде да му ја дадеме за ако е навистина се многу жешко надвор, да може кучето да на таков начин дополнително да ја регулира температурата. Задолжително да си носам едно садче за вода, јас ностоп си го носам со мене. Се пакува многу лесно, не зазема простор, навистина затоа што имаме извори на вода и низ градот и фонтани и така натаму, ама некогаш немаме во што да му дадеме вода, задолжително едно садче со вода да се даде, па може да се помуни на уличните кучиња кога ќе видите куче дека навистина има потреба да му дадете да се напие водичка. Да, зборуваме дека треба да бидат на затворен простор, да ги заштитиме од сонцето, меѓутоа често ги оставаме и во нашите автомобили. Да. Што правиме тука? Значи, кучето е строго забрането да се остава во кола во било кој временски период од годината, поготово во летно време. Значи за минути може да донесе до сончев удар кај кучето. Сончевиот удар мора да кажеме дека е многу сериозна состојба кај кучето, тоа не е болест, туку е состојба и може да заврши летално многу лесно. Значи може да си го изгубиме миленикот, не дај Боже, поради наша неодговорност. Симптомите кажавме кои се сув јазик, забрзано дишење, потоа веќе колапс, може да поврати и така натаму. Во таков случај првата помош е нормално да земе да се олади телото колку што може побрзо, не со ладна, екстремно ладна вода, туку со нормална вода и во било каков случај веднаш да се однесе на ветеринар за да може да му се помогне кучето. Повторувам дека навистина не дај Боже може летално да заврши од наша неодговорност. И што да споменеме дека кога ги носиме со нашиот автомобил на одмор треба и соодветно да бидат згрижени? Да. Значи во автомобилот легислативата кажува дека кучето треба да биде во транспортер. Гледам дека полицајците и толерираат, има едни специјални каешки кои што на истој принцип на каешка, само што се вклучуваат на таму каде што ние го вклучуваме појасот сигурносен и функционира. Целта што е? Целта е всушност кучето да нема можност да интерферира со возачот за да не дај Боже го деконцентрира и да се направи некоја непосакувана работа. Нормално ако знаеме дека патуваме, кучето не треба да се храни пред пат затоа што може да поврати, треба постојано да биде под клима колата, слободно може да му оставите подотворен прозор за малце да се вентилира од време на време кучето да земе воздух и на крај секогаш кучето си наоѓа определена позиција каде што му е најзгодно и таму ќе си подзастане за да може би се олади, за може би по коматна позиција да земе и така. И моето милено прашање, одберете раса на куче кој што одговара на вашиот карактер? Да, тоа е многу важно, одберете раса или одберете куче кој што има карактеристики кои што ви одговарате не само на карактерот, на вашите услови за живот, на вашите работни навики и така натаму. И уште една многу важна работа, јас секогаш си носам со мене кесичка зизмет, значи задолжително соберете го изметот по вашиот миленик. Благодарам многу на одвоеното време. Убави совети за сите оние кои што патуваат и оние кои што сме во Скопје, како што споменавте и вие, храна и вода да се носиме со себе за оние бездомни кучиња. Задолжително храна, вода и за бездомните и за домашните, постојано во текот на денот свежа вода да има. Благодарам што. Ви благодарам и на вас.